Почитувани пријатели, ве покануваме да бидете дел од утринската програма на Радио Глас на надежда. Секој ден од понеделник до петок во 8:30 минути со Томе Трајков. На Facebook страната на Радио Глас на надежда. Ке имате прилика да слушате утринска порака, совети за здравјето, животни приказни, рецепти за готвење, гости во студиото и многу други интересни работи. Ве очекуваме. Почитувани гледачи, добро утро. Срдечен поздрав од студиото на Радио Глас на надежда од Кавадарци. Вие следите утринската програма која се емитува секој утро од понеделник до петок во 8 часот и 30 минути. Денеска во Кавадарци е 8 на 1 убав, скоро летен, топол ден. Некаде температурата е висока за овие утрински часови, но како е да е, пред нас еден убав сончев ден. И оваа емисија би ја започнале со една убава мисла. Добро е да се има пари и сите оние работи кои може да се купат со пари. Но добро е еднаш да се застане, барем еднаш да се застане и да бидеме сигурни дека не сме ги изгубиле оние работи кои не може да се купаат со пари. Навистина во животот многу работи се купуваат со пари, но има некои работи се безвременски и тие не се купуваат со пари. Нека и овој ден бидеме исполнити со такви нешта што не се купуваат со пари, со љубов, со разбирање, со респект и почитување, а пред се со мир Божи. Бидејќи некои го купуваат мирот со луѓе кои ги чуваат нивните објекти или нивните станови, меѓутоа ако немаме внатрешен мир од Бога даден, тоа не може се купи со ништо. Еве, ја започнуваме и ова наша утринска програма со една убава песна, потоа ќе се вратиме да ги проследиме останатите содржини кои ги приготвивме за вас, почитувани гледачи. Одиме со песна. Бога би знаел ти, земја бежали Бог, каде се прекрасно, кај што нема болести, разделби кај нема, вечно сите живеат, таму в та земја јас би отишол. Земја знам кај што се сите срекни, таму вечно живеат бежали Бог. Кога еден ден тој таму ке ме викне, ке појдам јас во тој дом на радоста. Знаел ти, земја за која копнеја, таму нема плачење, таму има вечен мир, кај со милите свој, ке бидеме заедно, таму в та земја јас би отишол. Земја знам кај што се сите срекни, таму вечно живеат бежали Бог. Кога еден ден тој таму ке ме викне, ке појдам јас во тој дом на радоста. Ке појдам јас во тој дом на радоста.
Еве во живо почитувани гледачи, ја продолжуваме нашата утринска програма со сервисните информации. Денеска во Квадарци 8 на релативно топол ден, моментално е плюс 17 степени, а ќе се искачи денешната температура до високи 26. За разлика од вчера, денеска во нашата земја, во нашата република, ќе имаме малце пониски температури, така да еве во Гевгелискиот регион ќе се движат од плюс 14 до 27, во Теквишијата ќе се искачи температурата до 26, во Беровскиот ќе има грмежи, проследени со дожд од 8 до 19, во Куманово и Скопскиот регион од 12 до 20, односно до 24 степени. Посежно ќе биде на крајниот западен дел од нашата земја од 7 до 15 и во Охридскиот регион од 12 до 22. Исто така ќе има грмежи и проследено со локален дожд. Во Пелагонија од 10 до 29 степени. Интересно, Пелагонија ќе има денеска највисока дневна температура. Прогнозата вели дека ќе имаме променливо облачно и посвежо време со локални врнежи од дожд. Наместо во јужните делови врнежите ќе бидат поројни, проследени со појава на грмежи. Ќе дува засилен до силен ветер од северен правец со брзина и над 60 км на час. Денеска УВ зрачението ќе достигне некаде до 6 степени. Што се однесува до прогнозата за утре, ќе имаме подобро време, значи ова на облачување денеска е преодно, но веќе утре ќе се стабилизира времето и ќе имаме повисоки температури, односно ќе биде претежно сончево на целата територија на нашата земја. Утрово посвежо, во југоисточни делови со услови за слаб локален дожд, преку денот претежно сончево и со умерен наместо повремено заселен ветер од северен правец. Сонцето изгреа во 5 часот и 16 минути, а ќе зајде во 19 часот и 50 минути, уште 227 дена до крајот нова календарска година. Што се однесува до информациите од Автомотосојузот на Македонија, тие ни јавуваат дека сообраќајот на државните патишта се одвива непречено по суви коловози. Интензитетот на сообраќајот на патните правци надвор градските средини е умерен, а на граничните премини од македонска страна нема подолго задржување за влез и за излез од нашата земја. Автомотосојузот на Македонија препорачува внимателно возење, посебно по клисурите и каде што може да има одрони, така да внимавајте кога возите од Скопје према Велес или кога возите во западниот дел на нашата земја или пак кога одите за Берово, односно Пехчево, значи во тој дел на нашата земја може да има одрони на патишата секако. И денеска се изведуваат градежни работи на некои делови од патишата во Македонија, затоа пазите, односно внимавајте на поставената сигнализација и прилагодете брзината според условите на патот. Внимателно возење, исто така, почитувани гледачи, и во градските средини, почитувајте ги пешачките премини, каде што пешаците треба да имат секогаш предност. Денес рековме 18. мај, среда, па да ја проследиме рубриката на денешен ден, да видиме што е тоа што се случило во минатото, а историјата го забележала. Еве, ќе си споменеме, значи, на денешен ден настани кои се одиграле, а се многу важни, можеби, за некој од нас. На денешен ден, 1800 година, умрел рускиот генерал Симус Александар Василевич Суворов, еден од најстакнатите војсководци од 18 век, под чија команда руските трупи извојувале 57 победи. 1803 година Велика Британија објавила војна на Франција затоа што Наполеон Бонапарте ја продолжил војната кампања во Италија и Швајцарија. На денешен ден, 1804 година, Наполеон Бонапарте се прогласил за цар на Франција, по општо изненадување на тие кругови на некои политички кругови во Европа, а во декември истата година бил крунисан како Наполеон I.
Na današnji den 1897. godina roden je amerikanski filmski režiser od italijansko poteklo Frank Capra, tripati dobitnik na Oscar, avtor na komediji so satirični temi. Filmovi se Slučaj na nog, Gospodin Dic, Odivo grad, Izgubeni horizonti i taka natamo. 1908. godine na današnji den umrel Karl Koldewey, germanski polaren istražuvač, bil vodač na prvata germanska ekspedicija na severni otpol, roden je na 26. oktobri 1837. godina. 1919. godine na današnji den rodena je angliskata balerina Margaret Hookham, poznata kako Margot Fonteyn, jedna od najpoznatijih vo 20. vek. 1920. godina roden je rimokatolički odsveštenik Karol Wojtyla, koji pod imeto Jovan Pavle II vo 1978. godina po 455 godini stanal prvi od papa koji ne poteknova od Italije. Znači, papa taj Jovan Pavle II ili njegovo to istinsko ime Karlo Wojtyla je prvi od papa koji ne je od italijansko poteklo, znajeme deka u 1978. godina toj beše izbran. U 1954. godina stapila v sila Evropskata konvencija za čovekovi prava. U 1961. godine v Skopje v Kinoto Kultura bila održana premijerata na Mirno leto, prvi od igran film, režiran od makedonski filmski avtor, od režisera Dimitrije Osmanli. U 1974. godine na današnji den Indija je izvršila prva nuklearna proba v pustinata v Rajasthan, zašto stanala šesta država koja je izvršila nuklearen test. 1990. godina vo Vijena zapadnogermanski od kancelar Helmut Kohl i istočnogermanski od premijer Lothar de Maizière je potpišali spogodbata za monetarna unija, što predstavuje prv čekor kon objedinuvanje na Germanija. Evo ušte jedna novost, odnosno nastan. 2014. godine počinal Dobrisak Ćosić, srpski jugoslavenski pisatelj i političar. Znajme da to je beše izbran i za prv predsjedatelj na SR Jugoslavija v to vreme. Evo, počtovani gledači, to bi ja nekoliko servisnih informacija na početak, a сега odime i produžujeme naša emisija so pesna. Gospodar mora i planina, gospodar sveta i celog svemira, gospodar sila i ljudske mudrosti, čak pred stvaranja tu bio si. Gospodar carstva i tronova, gospodar neba i svetskih čudesa, gospodar slave, bogatstva sveta tog, od početka samo ti si. Krstu radi nas, usamljen i odbačen od svih kao cvet, koga gaze svi na zemlji. On pao je od bola
misleći na mene. Gospodar mora i planina, Gospodar sveta i celog svemira, Gospodar sila i ljudske mudrosti, čak pre stvaranja tu bio si. Gospodar carstva i tronova, Gospodar neba i svetskih čudesa, Gospodar slave, bogatstva sveta tog, od početka samo ti si Bog. Koga gaze svi na zemlji, on pao je od bola tad, misleći na mene. Razapet na krstu radi nas, osamljen i odbačen od svih kao cvet, koga gaze svi na zemlji, on pao je od bola tad, misleći na mene kao cvet, koga gaze svi na zemlji, on pao je od bola tad, misleći na mene. Се враќаме повторно во програма, почитувани гледачи. Вие следите утринската емисија на радио Глас на надежда. Адвентистичко радио што емитира својата програма секој утро од понеделник до петок во 8 часот и 30 минути. Според шемата што ми ја дава Facebook, нашата емисија вчера ја гледале секако најмногу од Кавадаречко или Кавадарци. Потоа имаме наши гледачи, ги поздравуваме од Чаир, односно Скопје, Централна Србија, Војводина, Пласница, поздрав до Пласница, Прилеп, и во Прилеп имаме на група кои не следат, Гевгелија, Неготино, по земји секако имаме најмногу од Македонија, Србија, Германија, Хрватска, Бугарија, Австрија, Австралија, Босна и Херцеговина, Америка, Словенија, Холандија. Секако има и други земји, може би Facebook не ги регистрира, но како е да е, поздрав до сите вас, драги гледачи, што во живо ја следите нашата емисија или пак во другите делови од денот, бидејќи може би сте на работа овутро. Според ова статистика, најмногу не следат пензионери, бидејќи тие се дома, така да не се на работа. Според шемата што овде имам, најмногу не следат од 45 години па над 75 години до 80. Така да еве таа популација не следи секој утро. Еве имаме на пример од 55 не следеле до 64 18 мажи, 20 жени. Од 65 па нагоре 17 машки пол, 21 женскиот пол.
od 45 do 54 imаме 16 мажи со 19 жени, така натаму. Но како е да е, имаме и помлада популација која следи нашата програма, бидејќи се снима ова емисија и се закачува на нашиот YouTube канал Радио Глас на надежда, така да можете да ја следите емисијата во било кој дел од денот или без разлика дали сте во Австралија, во Америка, бидејќи сега сме во други зони, тие може би одмарат или се на работа или други активности обавуваат, но може да се следи програмата било во кој дел на денот. Ајде да одиме сега понатаму со неколку капки на мудроста. Не почнувајте да лажете, бидејќи за секогаш можете да го изгубите чувството за вистина. Не е срцето, туку разумот судија на вистината. Зошто ни е богатството, ако поради него, секој час можеме да изгубиме главата. Има луѓе кои од своето богатство немаат ништо, освен стравот да не го изгубат. Изобилството не ги намалува човечките грижи и не ги теши човечките срца. Богатството е слично на морска вода. Колку повеќе ја пиеме, толку сме пожедни. Истото важи и за славата. Раката која дава секогаш е надона која прима. Колку повеќе луѓе има, толку повеќе сакаат. Лесно е да се биде дарежлив со туги пари. Еве некој тоа го запишал. Еве уште една мисла. Подобро е да се подлизнеш со нога, отколку со јазик. Тоа беа денешните капки на мудроста, почитувани гледачи. Во наредните неколку минути сакам да зборувам за благодарноста. Овде имам 12 причини зошто да бидеме благодарни. Еве, денеска ќе ви пренесам 6, а останатите 6 ќе ги оставиме за утрешната програма. Навистина, ние понекогаш како луѓе сме тешки да заблагодариме на некого, а пред се на Бога. Еве, зошто треба да бидеме подготвени да му благодариме на Господа. Прво, благодарноста го прославува Бога. Извонредна можност да го прославиме Бога е да му се заблагодариме. Нашата благодарност го прославува Бога. Ние не ги возвишуваме даровите, туку дародавецот. Благодарноста им ни помага да сватиме дека се што имаме доаѓа не од нас, туку од Бога. И сега овде име цитат од второто послание до Коринтјаните, 4 глава, 15 стих. Зашто се е ова заради вас, та благодатта, што се зголемила со посредство на мнозина, да направи да биде изобилна благодарноста за Божјата сила. Второ, благодарноста ни помага да го видиме Бога. Благодарноста ни ги отвара духовните очи. Има прекрасен циклус во заблагодарувањето на Бога. Колку повеќе му благодариме, толку повеќе го гледаме како работи во нас и околу нас. Благодарноста ни помага да го почувствуваме Божјото присуство, неговата лична грижа и неговото совршено време. 3. Благодарноста не потикнува да ја твориме Божјата волја. Дел од неговата волја за нас е да бидеме благодарни не само во добрите денови, туку и во тешките. Павле вели во првото послание до Солуњаните 5:18: Благодарете за се, зашто тоа е Божја волја за вас во Христа Исуса. 4. Благодарноста ни носи мир. Велат подобро е да ги броиме нашите благослови, а не овци, за да се ослободиме од грижата што не држи будни ноќе. Благодарноста ни помага да видиме дека Божјата рака е над сите наши околности и Бог ни покажува дека кога ќе му заблагодариме, тој ни го дава својот надприроден мир. 5. Благодарноста не привлекува кон Бога. Благодарноста за големината на Божјата незаслужена добрина не привлекува кон Него. Тоа го гледаме кога Исус ги исцелил 10 лепрозни, додека Исус поминувал, сите 10 извикувале кон Него да ги исцели. Одете, покажете им се на свештениците, им заповедал Исус, и додека оделе, тие биле исцелени. Прстите им биле обновени, раните исчезнале. Им се вратил и целосниот восхит и сензација на нивните лица.
Sigurno site bile srekni, no samo jedan bil vistinski blagodaren. Samo jedan se vratil ka Isusa, padnal pred njegovite noze i mu se zablagodaril. Četvrto, blagodarnost nosi zadovoljstvo. Se veli дека blagodarноста прави да бидеме задоволни со тоа што го имаме. Ако не сме благодарни за оно што Бог ни го дал, нема да не задоволи, нито да добиеме повеќе. Да се биде благодарен, тоа е клучот на задоволството. Еве тоа се тие 6 причини зошто да му бидеме благодарни, почитувани гледачи. Утре ќе ги пренесем уште оние 6 овде што ги имам запишано. Секако не се само 12 причини поради кои ние треба да му бидеме благодарни на Господа. Има многу причини. Секој од нас има своја листа, верувам, причини зошто треба да му бидеме благодарни на Господа. Пред се за здравјето, за животот и за се оно што Господ ни го дава постојано во нашиот живот. Еве и денеска да му бидеме сите ние благодарни на Господа за овој нов ден, за сонцето, за водата, за храната што имаме, зашто знаеме дека денеска има луѓе кои немаат храна за да јадат или се на својата болесничка постела, а ние се уште се движиме, се уште може да одиме, се уште може да заработуваме, да твориме и така натаму. Затоа постојано нека нашите молитви бидат исполнети со благодарност. Одиме сега повторно со песна. Малечки и поголеми, добро дошле в домот Божи. Весела песна да запееме, Божјото име да се слави. Еј ти што те знам и секој од вас, сите исти сме пред Бога. Исус не учи да шириме мир, другарство, љубов и слога. Слушајте глас, Свети Дух тихо ке ни збори, мудар и драгоцен стих, низ целиот живот да не води. Тој чекор ми води да не заталка, од се срце му верувам. И сила ми дава тој неизмерна, што зрачи од Голгота. Еј помалечки и поголеми, добро дошле в домот Божи. Весела песна да запееме, Божјото име да се слави. Еј ти што те знам и секој од вас, сите исти сме пред Бога. Исус не учи да шириме мир, другарство, љубов и слога. Пејте на глас, слава пој сегде да се слуша. Еве најдрагоцен дар, нашите мали детски срца. Тој чекор ми води да не заталка, од се срце му верувам. И сила ми дава тој неизмерна, што зрачи од Голгота. Еј помалечки и поголеми, добро дошле в домот Божи. Весела песна да запееме, Божјото име да се слави. Слушајте глас, Свети Дух тихо ке ни збори, мудар и драгоцен стих, низ целиот живот да не води. Тој чекор ми води да не заталка, од се срце му верувам. И сила ми дава тој неизмерна, што зрачи од Голгота. Пејте на глас, слава пој сегде да се слуша. Еве најдрагоцен дар, нашите мали детски срца. Пејте на глас, слава пој сегде да се слуша. Еве најдрагоцен дар, нашите мали детски срца. Продолжуваме со нашата програма, почитувани гледачи. Поздрав до сите
od Šuto Orizari, sigurno tije se ta merna stanica na Čajer, vidjeki mnogo imаме od toj kraj, no еве poseben pozdrav do našите gledači во населбата Шуто Оризари. Преда ја проследиме утринската порака или утринскиот текст кој денеска ќе го најдеме во првото послание до Петрова 2 глава 9 стих, еве еден краток пример кој има свој наслов "Камењата викаат". Една жена го опишала своето детство со следниве зборови. Вели, почнав да се дрогирам и побегнав од мојот дом. Живеев со криминалци и минала многу години во затвор. Бидејќи била фатена, се дрогирала, полицијата секако ја фатила и била осудена на затвор. Мислела дека за неа нема помош и на крајот сметала дека единствен излез од тој омразен и упропастен живот е да се самоубие. Нажалост, кога луѓето доаѓаат во такви моменти во животот, во тешка депресија, сака да посегнат по својот живот и некои тоа го прават, нажалост. И тогаш, вели таа жена, во центарот за одвикнување на дрога, го чула сведоштвото на две жени кои изборувале за Исуса. Почнала да се надева во Исуса Христа, го прифатила како свој спасител, имала причина да продолжи да живее. Наскоро посакала и на други да им зборува за него. Била уметнички надарена, па почнала библиските цитати и духовните изреки да ги црта на камени плочки што ги собирала на морскиот брег. Еве интересно, значи таа се обратила, се покајала, Бог и простил и отпочнала еден нов живот во својот живот. Меѓутоа, бидејќи била уметник, убаво пишувала, цртала и наоѓала убави равни каменчиња и ги пишувала библиските текстови и така ги делела по луѓето. Односно ги продавала, а парите ги испраќала на мисионски организации. Тие камења биле нејзин начин на другите да им го пренесе, односно да им ги пренесе пораките на Исуса Христа. Искуството на ова жена ме подсети, почитувани гледачи, на она што Исус го рекол кога се во една прилика, кога Исус бил на ова земја, се приближил до Јерусалим, само неколку денови пред да го раснат. Додека влегувал во градот, мноштвото викало: "Благословен е царот кој доаѓа во Господовото име." Лука 19:38. Кога фарисеите му рекле на Исуса да му забрани на народот така да зборува, Исус им рекол дека ако народот замолкне, камењата ќе проговарат. Секако Исус не мислил на испишаните каменчиња од оваа жена, но како е да е, вистина е, ако замолкне нашиот глас или пак немаме прилика да зборуваме, постојат многу други начини на кои можеме да ја пренесеме пораката за Исуса Христа. Еве, и ова емисија е едно каменче или еден камен преку кој ние ја шириме веста за Евангелието или таа радосна вест за Исуса Христа. Нека и ова емисија допреш до што поголем број на срца кои се уште не го откриле Исуса Христа, кој им нуди благослов, кој им нуди прошка, кој им нуди олеснување на многу животни моменти кои се тешки за човекот, но кај Исуса имаме решение. Какви камења можеме да употребиме за да им ја кажеме на другите вистината за нашиот Спасител Исус Христос? Нека и ти и јас бидеме едно каменче, еден камен, каде што луѓето ќе прочитат библиска порака за Исус Христос, за неговиот карактер, за она што Исус го приготова за секој кој ќе поверува во него. Во Евангелието според Јована во првата глава пишува: кој поверува во Исуса Христа се нарекува синови и ќерки Божи. Сите ние сме деца на небесниот родител. Само некој можеби се послушни, некој не послушни, но Исус не сака. Сите како што и простил и на оваа жена, која била на самиот амбис од својот живот да се самоубие, зашто изгубила се, поминала многу години во затвор, се дрогирала, се дружила со криминалци и со оние кои се навистина под удар на законот, и таа се нашла во затвор. Но благодарение тамо каде што одела во таа установа за лечење од дрога, запознала две жени кои ја запознале со Христа. Потоа таа станала мост и запознавала многу други луѓе кои исто така биле во слична ситуација, во тешка ситуација, да се извлечат од тој глиб во кој пропаднале. Одиме сега со утринската
порака, сутринскиот текст кој ги наоѓаме, како што спомна во 1 Петрова, 2 глава, 9 стих. А вие сте избран род, царско свештенство, свет народ, народ придобиен за да ги прогласите славните дела на оној кој ве повика од темнина во својата чудесна светлина. Послушноста на Божиот закон во човекот развива карактер кој во склад со сето она што е непорочно, свето и неоскврнето. Во животот на таквиот човек јасно е објавена пораката на Христовото Евангелие. Прифаќајќи Христовата милост и исцелувањето од силите на гревот, таквиот човек воспоставува правилен однос со Бога. Неговиот живот, ослободен од суетата и себичноста, е исполнет со Божја љубов. Неговата секојдневна послушност на Божиот закон така го обликува неговиот карактер што му го гарантира вечниот живот во Божиото царство. Меѓутоа, Христос не ни дал никаква гаранција дека лесно може да се постигне совршенството на карактерот. Благородниот сестран карактер не може да се наследи. Тој не се појавува случајно. Благородниот карактер се изградува со лични напори, со заслугата и милоста на Исуса Христа. Бог дава таленти, сила на умот, ние го обликуваме карактерот. Тој се обликува низ остри, жестоки борби со самиот себе си. Мора да се води битка по битка против сите наследни склоности. Ние мораме сами себе строго да се испитуваме и да не дозволиме ниту една неповолна карактерна особина да остане непоправена. Не има вистина во човекот кој преку облагоредниот духовен карактер не манифестира сила која надминува она што може да ни ја даде светот. Таквиот човек не шири влијание кое по својата света посебна природа одговара на самата вистина. Оној пак кој е посветен со вистината ќе шири спасоносно, животно влијание на сите кои се со него, кои доаѓаат во контакт. Тоа е библиската религија. Нам ни е постојано потребно свежо откровение за Христа и секојдневно искуство во согласно со неговите учења. Надофатни стојат возвишени свети сознанија. Божја цел за нас е постојан напредок во знаењето и доблестата. Неговиот закон е одек на неговиот глас, кој сите ги поканува: дојди повисоко, биди свет и секогаш посвет. Ние можеме секој ден да напредуваме во совршеноста на христијанскиот карактер. Еве, почитувани гледачи, тоа беше денешната утринска порака, односно утринскиот стих, кој го читавме од 1 Петрова, 2 глава, 9 стих, каде што Бог ни нарекува дека ние сме избран род, ние сме царско свештенство, ние сме свет народ, народ придобиен за да ги прогласите славните дела на оној кој не повикува од темнината во својата чудесна светлина. Каква предност имаме да се наречеме синови керки на големиот Бог, на царот на вселената. Ние сме царско свештенство, одбран народ, и ти си одбран. Дали ќе бидеш во таа група, дали ќе останеш во одбраните, зависи од нас. Постојат само два пата, почитувани гледачи, тесен и широк. Тесна и широка врата. Исус не повикува денеска да го следиме него. Исус е добриот пастир. Тој вели: моите овци го слушаат мојот глас. Ајде денеска да го послушнеме, да го слушаме гласот на нашиот Спасител Исус Христос, зашто само Тој е Спасител, Тој е Господ, Тој го дал својот живот за секој од нас. Ајде карактерот денеска да го минуваме. Овде пишува: благородниот карактер се изградува со лични напори, со заслугата и милоста на Исуса Христа. Бог дава таленти, сила на умот, ние го обликуваме карактер. Значи, ние сме тие. Бог ни дава сила, но ние треба да ја отклучиме вратата. Ние треба да дозволиме. Бог со сила ништо нема да стори. Наше е да ние одлучиме, зашто Бог ја почитува целосно нашата слободна волја. Нека и овој ден навистина Божјата милост и љубов се чита како писмо на нашите лица, во нашиот карактер, односно во нашите зборови, да бидеме ние, како што читавме пред малце за она жена, едно каменче кој луѓето ќе го препознаат дека таа порака доаѓа од самиот Бог. Одеме понатаму со песна, потоа ќе се вратиме повторно да ја проследиме, да ги проследиме и останатите рубрики од нашата програма. Почитувани пријатели, доколку сакате да ја изучувате Библијата, имате изворедна прилика тоа да го сторите преку онлайн веб страницата
на Библијата зборува. Оваа веб страница е креирана за да ви обезбеди сеопфатно, организирано и темелно проучување на Библијата. Курсевите се бесплатни и без обврски. Можете да го следите во кое било време, тогаш кога вам ви одговора. На располагање ги имате следниве курсеви: библиска археологија, библиски пророштва, за верата и верувањето, библиски совети за здравјето, библиски совети за бракот и семејството. Запознајте ја Библијата, Светото писмо на Стариот и Новиот Завет преку курсевите на интернет или во печатена форма. Што тука видовме рекламата за дописната библиска школа. Сите вие кои сакате да изучувате Библијата по дописен пат, еве ви прилика, почитувани гледачи, само напишите bibliјатазборова.mk, секако на Google, и вие ќе добиете она страница, веб страница, каде што се објаснити и поставени тие неколку дописни библиски школи. Секако таа школа е бесплатна, без обврски. Може да ја прекинете кога ќе посакате и да продолжите кога ќе посакате. Важно да се регистрирате за да може да ги следите овие интересни курсеви кои се овде назначени. Продолжуваме сега со рубриката Библиските личности. Денес би кажал неколку реченици за светиот пророк Езекиел. Во минатите емисии зборувавме за Еремија. Значи, Езекиел бил син на свештеникот од градот Сарира и тој бил одведен во робство во Вавилон со царот Јехонија и со многу други израелци. Живел во робство Езекија и пророкувал 27 години. Бил современик на пророкот Еремија. Значи, додека Еремија учел и, може да кажеме, пророкувал во Иерусалим, Езекиел учел и пророкувал во Вавилон. Значи, тој тамо ги добивал тие Божи виденија. Неговата книга малци тешка, да бидеме искрени, за разбирање, но ако се чита со молитва, ќе се разбира тие пораки, зашто сепак се испреплетени и поврзани. Пророштвата на двајцата свети мажи, или може да кажеме пророци, се совпаѓаат. И двајцата биле измачувани од неверниот род или неверниот еврејски народ. Зашто? Затоа што им пророкувале недобри работи. Бог му давал на пророкот пораки, тој морал да ги пренесе на народот, а тие не биле баш така пријатни за слушање. На реката Ховар ги видел небесата отворени, тој видел облак, оган и блескање и 4 животни како растопен бакар. Читајте книгата на пророк Езекиј, ќе видите какви споредби тој употребува. Едното животно имало лице човечко, другото лице на лав, третото било слично на теле, мислам на лицето, а четвртото орловско. Човечкото лице го означува Господ воплотен или сближен до човекот, лавовското го означува неговото божество, телешкото неговата жртва, лицето орловско и неговото воскресение и вознесение. Во друга прилика тој гледа слика и воскресение на мртви. Има такви текстови кај што сувите коски, вели, уживеа, добија кожа, жили и стана човекот жив, мртовците оживееле. Како е да е, тие застанале на нозе, вели пророкот. Ја видел уште најстрашната пропаст на Ерусалим, кога гневот Божи се изручил, може да кажеме, врз тој град, односно врз луѓето, затоа што овој му свртиле грб на Господ. И Господ ги препуштил на нивните одлуки. Злобта на евреите навистина не го поштеделе ниту овој пророк и го убиле. Затоа што Господ преку пророкот ги изобличувал нивните дела и му кажувал на она што не е добро. Но како е да е, легендата вели дека го врзале за опашка од конј и така го раскинале самиот пророк. Но како е да е, тој бил човек кој стоел на браникот на вистината во тешко време, кога пророкувал во Вавилон за евреите кои требале се вратат назад или пак за причините
koji pridonele za tije da otidat vo ropstvo. Evo toliko za ovaj Božji čovjek. Bi sakal svega da spomnom nekoliko pričini zašto treba da koristime lekjata vo naša ta ishrana. Evo imam ovdje naslov 7 pričini zašto lekjata je super hrana ili vo nekoj jazici, vo nekoj narodi se upotrebova ime to sočivo. Lekjata pripagja vo semejstvoto na mešunkasti plodovi, zajedno so gravot, grašokot, naotot i taka natamo. Prisutna je vo različni varijanti, odnosno oblici i boji, crvena, kafeana, crna i zelena. Nositi imat slična nutritivna vrednost. Ova mešunka je osobeno bogata so proteini. Jedno od najbogatite rastiteljnih hrani su proteini. Rastiteljni vlakna, železo i drugi komponenti su niza korisni dejstva za naše to telo. Doполнително лесна е за приготвување, а има и доста ниска цена. Ова е прави лекета може би најдостапниот извор на протеини од храната. Луѓето употребуваат уште од многу далечни времења. Денес низината употреба е расширена низ целиот свет, а кај нас традиционално е присутна како вариво. Еве во продолжение најважните причини зошто треба да продолжиме да ја консумираме лекјата се повеќе во нашата исхрана. Прво, лекјата е исклучително нутритивна храна. Многу често лекјата е подценета, иако за многу ниска цена добивате продукт богат со низа на есенцијална хранливи компоненти. Во суштина ова храна може да се смета за супер храна. Например, лекјата е продукт кој покрај високиот процент на протеини содржи витамини од Б групата, магнезиум, цинк, железо, калиум во значителни количини. Понатамо, лекјата може да придонесе и за добриот стомак, односно за добро на стомакот и за цревата. Еве, во 200 грама сготвена лекја содржат 40 грама јаглени хидрати, 80 грама протеини, 1 грам масти, значи скоро и нема, 20% од дневно препорачениот внес на витамин B1 се наоѓа токму и B3, B6, B9, B5, сите тие витамини се застапени во лекјата. Второ, кардиоваскуларно здравје, значи го подобрува здравјето на срцето. Лекјата е богат извор на растителни влакна, фолна киселина и калиум. Ова хранливи состојки се од големо значење за здравјето на срцето. Кога некоја индивидуа ќе го замени месото со растителна храна, богато со растителни влакни како лекјата, значително го намалува ризикот од срцеви заболувања. Трето, извореден извор на фолна киселина или витамин 9. 200 грама лекја обезбедува дури 90% од дневните потреби на овој витамин. Четврто, лекјата е одлична храна за дигестивното здравје и за слабење. Исто така преку врзувањето на водата, растителните влакна обезбедуваат продолжно чувство на ситост. Пето, храна погодна за диабетичарите, но и за превенирање на диабет. Високиот процент на протеини и растителни влакна прави лекјата да биде храна со низок гликемиски индекс, односно храна која не прави глукозни пикови во крвта, а потоа нито стримни падови кои би предизвикале интензивен глад. Шесто, лекјата промовира енергичност. Ова својство се должи на високата содржина на железо кој ни ја нуди лекјата. Недоволно ниво на железо во исхраната може да има значаен импакт на тоа на колку ефикасен начин телото ја искористува енергијата. Седмо, добра храна за коските. Лекјата е храна богата со калиум. Овој минерал е неопходен за метаболизмот на коските, мускулната и нервната функција, но и во правилното згручување на крвта. Заедно со витамините К и Д и некои други минерали, како фосфор, со кој исто така е богата лекјата, магнезиум и така натаму, има клучна улога во одржувањето на здравјето на коските, но и во превенцијата од одредени чести заболувања на коските како остеопороза
na primjer i taka natamo. Evo, to bi ja nekoliko совjeти, zašto, počtovni gledači, treba da ja koristime лекета во нашата исхрана. Релативно е ефтина на пазарот, има и на зелените пазари, а и во поголемите супермаркети. Затоа, еве денеска, нека ви биде ручекот од лекја или вечера. Затоа, одете на пазар, купете и пригответе ја. Пријатен ручек ви посакувам со користење на лекета. Одиме повторно со песник, се вратиме да ја проследиме последната рубрика и да ја завршиме ова наша денешна емисија. Da možem bar da povikam kom tebe, Gospode. No moj to srce tvrdove, a kopne po tebe. Moji te oči gleda prazno pred sebe, bez tebe. Duša van te bara, telo ne dava, ne sakam. Ako ga usnim pejat za tvojto ime Isus, toga srce blika, od radost vosklika. I celom telo eči, pred tvoj te nose klenči i proškam bara moli da go pregrneš. Da možem bar da pogledam kom tebe, Isuse. No moj te oči slepi se, a kopne po tebe. I moj to srce plače, se bori za tebe, teško mu je. I duša van te bara, a telo ne saka da čuje. Ako ga usnim pejat za tvoj to ime Isus, toga srce blika, od radost vosklika. I celo telo eči, pred tvoj te nose kleči i proškam bara moli da go pregrneš. Ako ga usnim pejat za tvoj to ime Isus, toga srce blika, od radost vosklika. I celom telo eči, pred tvoj te nose kleči i proškam bara moli da go pregrneš. Isuse te sakam, 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 Isuse te sakam.
Ajde svi da mu zapevame na Bog. Isuse te sakam, 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 Isuse te sakam. Благодарам. Еве, почнах гледачи, дојдовме до последната рубрика во нашата денешна програма. Зборуваме за археологијата. Пред некој ден почнавме со пренесување на интересни факти. Дали преминувањето на израелците преку Црвеното море бил единствениот настан, односно бил вистински настан? Дали е тоа вистинито? Почнавме со пренесување на извештај, еве продолжуваме денеска. Библискиот извештај кажува дека фараонот сепак ја повел својата војска и тргнал кон израелците. Извештајот кажува дека Бог на посебен начин се вмешал во човечката историја и го раздвил Црвеното море така што израелците можеле да поминат на другиот брег. Библијата кажува дека кога египчаните тргнале по нив, Бог направил водата да ги потопи. Дали навистина тоа се случило? Дното на Црвеното море е доста рамно и има мощна мала вегетација. Меѓутоа, Црвеното море во Арапскиот залив е навистина длабоко, а длабочината достигнува и до 1900 метри. Меѓутоа, токму кај полуостровот Нувиб, каде што биле израелците, постои подводен гребен со најголема длабочина околу 80 метри. На горнината на ова место е мощне блага, така што израелците можеле лесно да ја поминат. Во некои египетски гробници пронајдени се египетски кочи, што ги користели египчаните во походот по израелците. Тие кочи били изградени од дрво и кожа. Единствено тркалата на кочиите на свештениците биле позлатени. Кога колите на фараоновата војска би биле затрпани на ова место, дрвените коли би биле изедени од морските корали, зашто корали растат само на цврсти подлоги. Нив ги има мощне малку на дното на Црвеното море, бидејќи во ова дно има многу песок и тиње. Меѓутоа, кога на дното би се нашле дрвени тркала, коралите би растеле на нив и би дошле до размена на материјата, како што коралите би примиле облик на тркала. Токму такви тркала се пронајдени во овој подводен гребен, каде што израелците го поминале Црвеното море. Исто така, пронајдено и позлатено тркало кој им припагало на египетските свештеници, а кој не било разградено. Коралите обично растат на куп, а на овој премин пронајдени се необични структури кои недвусмислено укажуваат на делови на превртени тркала, на фараоновите коли. Тука има и други необични структури кои представуваат остатоци на коли. Такви структури има навистина многу. Еве, почитувани гледачи, само археолозите што пронашле. Значи, верувам ја разбравте пораката. Таму не растат корали на меко тло, но на тврдо тло, а таму се пронајдени, овде имам и слики, на тие тркала обраснети со корали, најдени во дното на Црвеното море. Ке продолжиме и во наредната емисија со пренесување на интересни факти од страна на археолозите кои се пронајдени и ја потврдуваат веродостојноста на Библијата, односно на библиските извештаи дека египетската војска која тргнала во потрага по израелците да ги врати назад во Египет и кога Бог е отворил водата, односно Црвеното море, и поминале по суво израелците, но кога најшле египетските војници, кога навлегле внатре по суво, Бог одеднаш ја затворил, односно ја споил водата, додека не излегол последниот израелец од
морето. Ете денеска се пронајдени тие, може да кажеме, фосили, остатоци во длабините на Црвеното море. Ова е уште еден доказ дека денешната Библија е веродостојна, што имаме во наши раце. Еве, почитувани гледачи, дојдовме и до денешнава наша утринска програма. Пред да се одјавиме, би сакал да им честитам роден ден на сите оние кои денеска го прославуваат својот роден ден. Биете благословени, срекни. Господ ви дал уште еден круг да направите во вашиот живот. Отпочнувате еден нов круг, бидете радосни, срекни и нека Господ ве води во вашиот живот. Поздрав до сите вас, почитувани гледачи, што бевте и денеска дел од нашата емисија. Ви закажувам нова средба, веќе утре во исто време, на исто место, во 8 часот и 30 минути. А додагаш, секој добро и бидете благословени. Пријатно. Почитувани пријатели, доколку сакате да ја изучувате Библијата, имате изворедна прилика тоа да го сторите преку онлайн веб страницата на Библијата зборува. Оваа веб страница е креирана за да ви обезбеди сеопфатно, организирано и темелно проучување на Библијата. Курсевите се бесплатни и без обврски. Можете да го следите во кое било време, тогаш кога вам ви одговора. На располагање ги имате следниве курсеви: библиска археологија, библиски пророштва, за верата и верувањето, библиски совети за здравјето, библиски совети за бракот и семејството. Запознајте ја Библијата, Светото писмо на Стариот и Новиот Завет преку курсевите на интернет или во печатена форма.